Добар ден на сите, среќни ни сите празници и добро ни дојдовте во новата година. Нова година и уапа, веднаш нова власт. Па ово бре, нема ни у Белграду. Турците како велат за бериќет и наталитет? Бир година, бир ѓале, а ние само ќе додадеме бир влада. Значи, бир година, бир ѓале, бир влада. Па зошто да не, а? Како почнало со избори, секој дете што ќе се роди, автоматски добива шанса да биде нешто повеќе во животот. Еве да речеме, ако ништо друго, министер. Милна мајка, види го бе министер, други го возат, како чака, така си го возат. И со ротација, да, тиру, ама насмејано, со ротација, така и ги ротираат, од една во друга фотелја, опа! И тој зачуден. Што би да, ајде бе, мене ли ми се падна, бе, гледај сега, што ми се падна, министр. Морам, па ај се, ако мора министер, што да се прави, нешто мора да се работи. Вака да ви кажам право, и мене ми се зголемува шансите еден ден да бидам не министер, премиер директно. Па што? Колку за чести изборите, поголеми шанси имам да ми се падне премиерско место, отколку да кажеме да ми се падне паричка за бадник. Паричка, шанси немам, гужва, голема конкуренција. Тешко се паѓа. Кршиш од тоа лепчето и нели тоа како оди поред за Господ, за куќа, за жената, за децата, за газдата, за љубовницата, за кучиње, за мачиње, таму за стока, тогаш дури за тебе, да. И за дедо и за баба ако има. Мислам, ако има од лепчето, дедо и баба мора да има, како нема, мора. Почто ќе живее. Не бе, не за пензија, вие па какви сте за пензија. Каква пензија бе, тама работа, не е за пензија. За 2 пензии. Ако не, само да се живи здрави. Ако има место толку ќе ги чуваме, ќе се збуткаме. А ги чуваме, знаете како? Еден спроти друг да се гледаат вака, во шпајс. Препарирани и турширани. А сепак насмејани. Епа, скапо платени вилици. Отидели велат дека во шпајс се подобро чува се. Нели, што ќе ставите, тоа е подобро чувано, па да не се искварат. Ги чуваме таму и не ги криеме од никој. На сите кажуваме, тама работа да ги криеме. Кај нас дома се знае кога треба да се крие. Само кога е во прашање секс. Да. Чудна работа е тоа секс од мајката. Цело време нешто се криеш. Прво се криеш од родителите, па се криеш од децата и на крај се криеш од сопругот или сопругата. Па добро, и нормално е мажот и жената да имаат пријателска врска без секс. Тоа се вика брак, нели? Ке дојде така жената, ке намине што се вели, ке ти каже, дошо, знам дека си настинат и дека докторот рече да лежиш и спиеш сам, ама од тогаш помина скоро 2 години. Добро бе, корона мајко му, па толку трае 2 години скоро. Ама ќе има и во спротивна насока. Да. Жено, сакаш ли еден аналгин? Зошто ми е аналгин, па не ме боли глава? Опа, готова работа. Ајде во спалната. Речено сторено, завршена работа. Ала минутка. Добро, до 2 најмногу. Додека кажеш кекс. Ама џаби и тоа. Видете, да не се лажеме. Најмногу неисполнети ветувања за нешто екстра дава владата и мажот за во спалната. Ама од друга страна пак, ние мажите, колку и да се трудиме бре во спалната, жените пак најмногу врескаат кога ќе видат глушица. Добро, ние не ветуваме, не, ама ќе пробаме да украдеме некоја насмевка од вас, додека видите што се ќе гледате и денес во Нема љуби. Не ми улаза у главу и готово. Што бре тебе, има да ти улази или да ти искачават со Стојко? Има си такви људи скрже. Има и поскржеви, да знаеш. А тој ти збор, бе, зашто људи не се опушти, бе? Не ли те срам, бе? Па мене ли овој да ми направиш? Уродено куќ, на тросет што ga купува смо заедно на рат. Па не ли ти е срам, мори? Прежмива како сојка на меќаво на час по исторiju. Жмури како конј у празно јасле, да ga кара татко му за единицу по исторiju,
Dреме како ќуран на мотку. Ајде да пробаме со последно прашање, бидејќи до сега не ви одеа најдобро. Очигледно дека не сте се спремиле доволно. Ама, професоре, и јас се спрема. Не бре ја, он е будала, работи туѓу работу. Ја не можу своју да си го завршу, а они на туѓу се напатија. И ја да сам нашијата кој како тебе до улица 500 евро, ја ви исто излежаја дека сам ги однеу у полиција, дека сам пријави и дека сам ги вратија, у реду си. Ја не сам такав човек, бе. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Ама не ме нервирај. Ке те удару еден пут, све зуби ке ти ги искаш. Удари може ти се, ама ќе си стал нови, порцелански. О, ти ке ставиш нове. Па знаеш и колко е тој скупо, бе. 25 години искуство и преку 25.000 случаи. Нови порцелански заби за 2 до 4 дена. И тоа не е се. Еден заб за 30 евра. Ама и тоа не е се. Плаќате на рати. Арно, ама и тоа не е се. Гаранцијата е неограничена. Ви прават нови бесплатно. Стоматолошка ординација Орбидент, доктор Зоран Краљевски, 070-334-629. Еј, ово е стварно ефтино. Не е ефтино, реално е. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Мене, Ставре, не ми е јасно. Како може да биде некој скржав? Не ми улаза у главу и готово. Што бре тебе, има да ти улази или да ти искачават со Стојко? Има си такви луѓе скржави. Има и поскржави, да знаеш. А тој ти збор, бе. Зашто луѓе не се опушти, бе? Не се развесели, бе? Па еден пут се живи, бе, Ставре. Тој си грешка да ти кажам. Еден пут се само умира, а свак дан се живи. Има бре луѓе, водив си ред, како мене, стискав си се. Да се стискам? Никад не сам се стискаја и не сам бија скржав, бе. Па ти куде мене знаеш и што е било за Нову годину, бе? Лудница. Ајде море, па лудница нели у Девирхисан или у Бардовце тамо, од куде са куде тебе? Абе не терај шегу, Ставре, озбиљно ти викам. Ти знаеш и како е било убаво куде мене за Нову годину, бе? Луѓи опуштени, весели, радосни, абе пиев, пушив, играв, една музика, ечи. Знам, чуја цел ноќ имаше гласна музика, што сам цува? Па тоа откуде мене е ишло, Ставре. Враќам. Ама луѓи, ти знаеш и што е? Едење, пиев, пуши, веселив се, па ја ги отвору едно време џамови да се изловтирам. И што прави като отвориш џавој? Исто пиев, пушив, играв, до душе помалку играв, повише се тресав. Ладно беше. Ладно летоска под ладовину, сак зима вре студено, па се Стојко. Зашто кладемо? А едење? Едење и пиење пуни стали, бе. Можеш и само да едеш и да пиеш. Можу, ама не си ми викаја. Кој ти беше на гости, а? Па на женово и нову, роѓаци, подалеко малко роѓаци. Они си донесева и едење и пиење, ама такав си беше договор, Ставре. Кој што си еде и пие да си донесе. Бре. А ти што даде? Како што даде? Па ја даде просторија за дочек, бе, за Нову годину, малко ли е? И не си скржав после. Бре, ама си се претргнаја, бре. А тој што не ги тера да се собував и да носи пресобуќу, а? А тој, до душе, зима по 100 денара од човека за тепис и прање. Ма не е много, што? Ете и па викаш не си скржав. А ти што бре, ич немаш теписи. Та бе, кад те веселја јако, кој ти гледа теписи, бе, па ти. Јако, Бога ми слуша, ја цел ноќ негде до 5 сабајле ти седева.
Абе, они сакасва да сиде још у еден. Ладно отворени џамови. Него, ја ги пушти кучиња, они одмека дојдева. И после док да ги приберу, бид на 5. Ете, ја викам, домаќини не си скржа. Ај ова кој што он викаш тако е. Да те прашам, еве, например, ти да имаш 2 стана. Би ли ми дај еден на мен? Да имам 2 стана. Еден на тебе обавезно и тој теј, поголем. А да имаш 2 авто? Дај ли ми едно авто на мен? 2 авто да имам. Да. Едно. И тој жуто, новото ќе ти го дам. За тебе едно сигурно да имам. А да имаш 2 кила ракiju, дај ли би ми 1 кило ракiju на мен? Тој не би ти дај. Зашто? Па затоа што имам 2 кила ракiju. Ете, и после викаш не си, скржлес. Јас скржле. Да. Како бе скржле? Па еден стан ти даде бе, и тој поголем бе. И авто ти даде, тој поубавото. Скржле. Негде пред овие локални избори ми се јавја другарче од провинцију и прашуја, како е куде вас, вика, куде нас, вика, одлично, вика, што имаме еднога кандидата, вика, обеќа, вика, ако добие, случајно, на овие локални избори, вика, прави еден огромен супермаркет куде што ќе е све, вика, веродостојно. И ја вика, да, добро, нема проблем. Пројде ова избори, пројде еден месец, па се јавлja другарче. Како е оно тебе, викам, добро, куде вас, како е, викам, ја. Добили оној што обеќа супермаркет голем. Да, вика, доби, и го направи, вика, супермаркет. Ја веќе 2-3 пати иду. Што збориш, бе? И каков е супермаркет? Абе, веродостојан, бе, вика. Да се изначудиш, бе, вика. Улегнеш онамо куде што се продава воќе и поврќе. Абе, мирише на банане, на јабуке. Мирише на зелче, бе, Абе, ја викам, да, добро. И куде нас мирише на зелче. Вика, друго, улегнеш да купиш чедър. Абе, оно грми, вика, од сви страни. И прорасуе по некоја капка, вика, киша. Ајде, бе, ја, нема веруваш, знаеш. А што, млеко кад купуеш? Он вика, млеко кад купуеш? Чуе се, бе, вика, мукање на краве. Сено, вика, около тебе. И мирише. Јајца, вика, като отиду, вика, да купу. Кажати 2-3 пуца мишија, вика. Отиду да купу јајца. Абе, чуем се кокошке. И мирише на сланину и на пржени јајца. Ја викам, ајде. Тоа, вика, стварно. Куде што се продава тоалет хартија више не иду. Прежмива. Затвори очи, жмури или зажмури како полицајат спреман да затвори очи за илјадарче. Прежмива како сојка на меќаво на час по исторiju. Жмури како коњ у празно јасле, да га кара татко му за единицу по исторiju. Дреме како ќуран на мотку, кај ќе го покаже ученичку книжку на полугодие с единицу по исторiju на татета. Споредба е збор. Именка, нормално женски род, и е противставување на едно с друго да се види вразлике и заеднички црте. У затвори очи, жмури, зажмури, дреме и прежмива нема разлика. Има само заедничка црта, историја и единица по историја. Дреме како ќуран на мотку на радно место после испиену голему количину на алкохол. А кад треба да научи по исторiju кад почнаја други светски рат, стварно прежмива. Слабо, колега, слабо. Ајде да пробаме со последно прашање, бидејќи до сега не ви одеа најдобро. Очигледно дека не сте се спремиле доволно. Ама, професоре, и јас се спрема. Сте се спремале, ама не сте се доспремиле. Тоа се два различни поими, колега, и ве молам да внимавате на терминологијата. Да пробаме, значи, последно прашање за шестка и тоа од семејно право, може? Може, да. Вака, значи, дали, доколку пристигне писмо за жената на домашна адреса, а таа во ист момент не е дома, дали мажот
може тоа исто писмо да го отвори, да или не? Да, професоре, може да го отвори, ама нема храброст да го отвори. Враќа се муж од работа. Отвара врата. Жена седи на кауч с непознатога. Седи, целио се. Он улази, стресав се, седи и овој, да, браво. Не ли те срам, бе? Па мене ли овој да ми направиш? Уроđenu куќу, на тросет што ga купува смо заедно на рате. Па не ли ти е срам, мори? С непознатога човека и у тој време овој. Извините, господине, ако може само една интервенција. Кажи бе ти, ја не сам непознат, веќе 6 месеца иду со женови. Тоа е, мисло... Ете еднога другара што имам, ако не е поглуп од мене, па ете. Заби каја ми, па ти го жену у кревет с комшију, будала. Викам, ти ли? Не бре ја, он е будала, работи туѓу работу. Ја не можу своју да си го завршу, а он и на туѓу се напатија. Будала, да, викам, будала, ама жене па еш повише, мајко. Мојем викам дека сви мушки су исти, паш валери фаќа. Не су ми јасни. Оно и не веруju дека некад ќе ми биде јасни, ама ако сви мушки су исти, онда постои две врсте на жени. Оние што многу зборив и оние што не престануjem да зборим. Да. А другога другара, па што имам, и он се жали. Вика, ја па исти нема среќу со жена. Прва ме остави, а друга још не ме. Па си мислу, бре, како брове може две жене, па још и треќу ќе тражи. Ја бре не можу ни 3 желје да смислува, не па 3 жени. Не дај Боже да фату златну рибку. Ќе се избрукам. Ете, една онај пут, пред МТВ, у Скопле, вика, ја, можу да ти исполнам желју и да ти направу свашта што твоја жена не уме. Може ли мекице, викам ја? Она ме погледна и си отиде. Бре, па мекице потражи, не потражи нешто друго па да го увред. Свашта. Без специјалитет никад не ни тражи. Јо, куде мене специјалитет на куќу е вруќ шамар. За тој едо што ми даде. Да, еден пут, 3 пут еде еден исти ручек. Па још ми и кажа, што си до неја, тој си еја. Па ја ќуту, ама еду се однутра. Ама ете, па ќуту. Татко и син, рибари, татко рибариште, учи ga синче да фаќа, у некој езеро проаѓа 10-15 минута, дете, тато, извади поклопац, тато бе, па овој поклопац за тенџере, сине, што ти каже тато, значи, ми смо лош народ, фрлјама свашта по реке, по езера, фрлија некој, синче вика, добро, па месецера фрлја, па проаѓа 5-10 минута, удари, натам, извади тенџере. Абе, тато, па тенџере, сине, кашати тато, бе. Безобразан народ, некултурен, прљав народ, значи ми свашта фрлјав људи у ова езеро, вика. Тенџере. Па мести дете, срче, фрлјав, нема ништо, 15-20 минута, пола сат, решо. Тато, бе, абе да не живи некој доле, Што ти е, бе, пате, гледам денеска нешто замислен, нервозен, што ти? Нервозен. Све се мислу, дали сам ја поштен или сам будал. Зашто? Па тако е зашто. Најде и чер 500 евра проваѓајке на улица. Па добро. Па добро. И будала зема однесе ги у полиција. Пријави на дежурnog официра дека сум
нашия 500 евра, зема ги човек. Будала. Што се смееш, бе? Ти што ви направи? Не, у реду е. И ја да сам нашиот такој како тебе да улица 500 евро, ја би исто излажаја дека сам ги однел у полиција, дека сам пријави и дека сам ги вратија, у реду си. Бе, ја не сам такав човек, бе. Па ја туѓи пари неќе, бе, ја држам до себе, бе. Стварно зема, однесе ги 500 евро полиција. Будала, викам ти. Па и ја ти викам, ако си такој направија, дека ти нема више што да размислуваш, стварно си онда будала. Ама ке се вреѓам ли сак? Не е убаво такое. И што те вреѓа ти пред малко кажа сам за себе дека си будала? Абе, друго е ја кај ќе кажу сам за себе дека сам будала, а трето е ти за мене кај ќе кажеш дека сам будал. Што се смееш такој, бе, гледај. Не на тебе, тек ми за едно другарче од детство, бе. Он, дека ти спомна лажање. И он ми каже не лъжа, знаеш што правиш? Отиде дома па се сосисивач и земе цевко, тој правеше си шливке сам на себе да не убеди дека има девојко. Абе, само да те прашам нешто. Да не имаш 250 евра до 15? Имам ја за себе, не се кире. Немаш гајле, ти имам ја и повише, до 31 ки имам. Будала. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Ако сакате максимално да го заштитите вашиот ТВ уред, користете го Slim Style Plus уредот на Меликони. Лесно подесување без ниту едно парче алат. Изберете држач кој одговара на вашите потреби. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вие можете да ги најдете во Нептун. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри, на свој начин. И кои се првите впечатоци од новата година, а? По што прво ќе ја запомните, ајде? Па од земјотресот нормално. Од грците го осетивме, ама добро, и навикнати сме некако, па и не ни е толку тешко, ама од бугарите очигледно допрва ќе го осеќаме. И ќе го почувствуваме, да, и тоа многу убаво, како енергетската криза. Па ете зашто струјата поскапе одеднаш и велат ќе ја нема. Успеа и на Никола Тесла да му најдат български корен. И сега веројатно наплаќаат дополнителна маржа, а на кој тоа не му се допаѓа и не го признава како нас, нему пола му се додава. Драг Никола Тесла. Драг Никола Тесла, прости им, оти не знаат што прават. И на нивните, и на нашите, кои пак ја наплаќаат струјата како тие да ја измислиле, а не ти. Прости. Од земјотресот, сега се сетив да се вратиме на него, тој траеше за мажите многу долго, вообичаено нели тие таква представа имаат, ама докажано е дека најмногу се офајдија жените и покрај тоа што за нив траеше некоја секунда. Не? Тие се офајдија бидејќи во Македонија мажите и така ги изведуваат надвор жените во просек некаде 2 пати годишно. Еднаш за 8 март и втор пат за земјотрес. Ако има, а имаше, и тоа веднаш на почеток на годината. Машала! И оп, веднаш излегување. Ко на широк сокак. Да. Сега мажите се мирни, па барем до 8 март, да. Ако не направат некоја глупост за 2 февруари. Затоа мирни. И ние и вие, барем до следниот викенд, кога повторно се враќаме со многу изненадувања во ова нова година. До тогаш, чао!
Ладно, летоска под ладовину. Сак студено, бре, Ставре, зима. Ставре, ти си Стојко, бре, јас сум Ставре, што ме викаш Стојко? Улегнеш онам кој што се проваѓа воќе, каде што се продава, бе, ќуране. Ама, професоре, јас се спрема, Сте се спремале, ама не сте се доспремиле, бидејќи телефонот ви звони, колега. очигледно. Куде сакме најде сте? Тискам се. Стискам се. Ево тако е. И? Па не знам што беше. Па што бре тебе има да ти излаза? Излаза, влаза и прелаза. Само добро и ја ете да сам нашча такој на Натам натам на 500 евра.